И повторно на интересна тема од студиото на Маестрално со следната гостинка, која што, ако е ваш пријател на социјалните мрежи, ќе имате чувство дека однапред ги знае работите и како да ги предвидува истите. Секогаш со стил, објективна кон она што се случува во општеството. Нејзина најголема жилба е младите да читаат многу книги. И да го зајакнат секако својот духовен капитал. Се разбира, не се вози со лимузина, иако прочитала илјадници книги во својот живот, но затоа со гордост кажува дека оди пеш до работа или до саканата дестинација, но и со јавниот сообраќајен превоз. И на такви квалитети ги учи своите ученици. Наша гостинка денес во студиото на Маестрално, Татјана Алексич. Добре ни дојде во студиото. Добар ден. Од кинезите ни дојде ковидот, ќе ни остане стилско поздравување. А сакате се тапаничиме или да се лактаме? Јапонците. Момци, добар ден. Штото беше љубов, беше си. Одлично свирано. Ти благодариме заедно што си со нас во првото издание на Маестрално, но имаме предизвик за тебе, можеби го виде стартот како започнавме со Оливера, така ќе продолжиме со тебе. Пред да започнеме со нашиот разговор, ќе направиме еден маестрален коктел за добар почеток. Пуште ви веднаш во дневна се, ми во кујна. Јака сум домакинка, веднаш во кујна. Што ќе правиме? Ќе го направиме истиот коктел, нели што го подготвија и Оливера и Марко. Така да мислам дека не е многу тежок, едноставен е, може да почнеме. Тоа беше оној рајски со смоква и јаболко? Да, и малку жита? Да. Рајски, македонско рајски. Македонски, така точно. Значи прво што правиме со секој коктел, ја ладиме чашата, значи ставаме лед во чашата. Инаку да морам да пријавам нешто, додека Оливера и Марко беа бекстејдж, ние видовме на физичка појава тука, така ние седевме таму и денес да видовме кршење на маса од мраз, така да емисијата ваша символично се скрши мразот, потоа што се скрши масата од мраз. Буквално така и го стартуваме. Добро. Колку коцки мраз? Па нека се наполни, пошто овој мраз не служи само за ладење на Повеќе чашата, толку после поладна ќе го... чаша. Да, после ќе го Инаку вратиме на... најважно за коктелите на мраз. студентите крши нога. Да, тој ќе го тренираме. Да. Па не сме титани. Така, Тања, до сега дали си правила коктели, дали можеби имаш некој омилен мохито, еве сега е летен период? Да ми кажете, те се една пита да сукам, ќе се покаже. Вака за коктели не Јас баш. тоа викам. Многу е потешко коктели. Па Јас не мислам сум правила, кажам искрено, меѓутоа имам еден рецепт личи на коктел од моја драга пријателка Радмила Нале од Белград. Вака ќе ја поздравам. Можеш да ни го споделиш ако... Интересен е, се прави фактички лимонада со мед, се пасираат јагоди, се сечкаат на крупчиња јагоди, се додаваат натре, многу мраз, малку водка, значи малку руско мешање, ништо без водка, и нане. И ова нане поприлично градуираше. Баба ми некош го садеше во двор и нели во гравче ставаше нане, свекрва ми прави сега сируп од нане, а ние веќе сега го користиме. И во колачи, и во торти, и во коктели. Баш се меша секаде. Дали ни се улази Сега треба Ова да ќе се... оставаме на да страна. се стопи? Може да почнеме нели да го подготвуваме коктелот. Добро. Значи прво имаме сируп од смокви, зелени смокви, 2 центилитри или од дозерчето од малиот дел Ова е до горе. дозерче? Да, Добро. скроз до горе. Добро. Добро. Сосема доволно. Добро. Да, имаме 3 Идем према центилитри. око, вика мајка ми. 3 центилитри имаме сокче од јаголка. Оп, 3. Слободна мера. Уште малку. 3,5. Така да убрзаме, Добро. да имаме подобро Так. време и на крај 4 центилитри лозова Значи жолта овде раќа. и 2, па 3, па 4. Да, да, Значи раќа најмногу, 4. најмногу, да. Оп, 4. Па уште малку. Добро. Ова кој ќе го Да. пие? Да. Сега во поголемиот дел од шејкерот ќе ставиме лед. Добро. Да. Мислам дека ова ќе ти се допадне, бидејќи ние веќе го пробавме, па еве сега Мене ми е можност втор. дома да научиш. Супер. Да Доволно, го- да, и го претураме малото. И тоа треба вака сега да се... Па да, ако нели сакаме да изгледа визуелно. Сега е моментот. побаво, Да. Сега сум као оние време на прохибиција. Да. Затвараме едно во друго. Едно Мало во друго. големо? Да, да. Значи малце. Удрем и се може Се да. гледа дека не Да. сум. И сега требала Шейк, кукараша. шейк, да. Ај музика, ала кукараша. Држете ги двата дела, да, случајно да не одлета, да. Така, супер. Филип, колку отприлика треба време да обично се прави некои ова? 10 до 15 секунди со тоа што нели треба да биде поенергично за Што да се повеќе тоа подобро или? Да, зависно од коктелот, но што повеќе се шејка, А значи потезите се вака или вака? па
во линија на шеќерот, значи да има повеќе, Може како што се меша ајвар. Да, затоа што самото тоа нели се ладат состојките, добива на волумен, значи се разводнува коктелот да не биде толку јак и нормално се мешаат сите состојки заедно, стануваат едно. Ајде се и повеќе, да пробаме. Ете Сега, Веројатно ќе биде и најубав. мразот ќе го историш. се вади, Мањата е се мајка на вади, знаењето, се вади мразот, Бидејќи тоа се оладивме. служи само за ладење, Така. значи коктелот е без лед. Значи историја Да, мора тој така. мора се истора, поставаме стренерот. Ова е стренер. Ова е нетишкиот Како се дел. вика? Стренер, Стренер. да. Седелка. Седелче Сега ти Да, и само ќе држиш да, се да држи да не... Значи треба Ето, така. супер, одлично. Не е страшно. и да го Добро. пробаме на крај. Овака да ми го дошли? пробаш. Да, одлично. Ставаме Не се малце сипа до кора крај, од се лимон. сипа до некаде? Или Па, правилно? обично да има, да кажеме, простор, нели, за да може и тој што го пие коктелот да пие А нормално. како да се нема држи, како винска чаша или? Да, како винска Значи чаша. нема тука. Не, Нема, за да не се стопли чашата. Да. Добро. А Сега Ставаме декорација. кора, да, кора од лимонче ставаме малце. Тоа ова веќе што Да, сте- веќе е А спремно. измиена е со сода бикарбона Да. претходно? Да. Измиени се. Треба вака баш да е потопа. Малце се стиска Не, за не, само да да ја пушти од натиснеш. од етеричните Екстракт. масла, да. А? Така, супер. И се пушта внатре. Натре. Да, и парче смоква. Со боцкалката може директно да земеме. Смоквица, ништо без рајски смоквички. Да. Не била, нели, Ева Супер што ни се сподели. оводи заедно? Да, да. Декорација. За да може Така? на крај нели Онака и маслинки гостината. нешто. Да, Така. да, И така тоа е нешто тоа? слично. Тоа е супер тоа. изгледа. Тоа е тоа. Супер, одлично. И сега треба да се дегустира, се каже живели да се. Па да наздравиме, Ајде, Ева Тања. почетоците се тешки, ви посакувам маестрални емисии и да продолжите, нели вака како што почнавме твојот коктел Мојата преска, од тука- преска стои не си пимнала Да го пие зашто јас го правам. Живел. Можеме да одиме во дневна. Така. Јак си го зема. Да, да. Слободно. Благодарам. Ова Ајде Марко да Овде- наздравиме. овде, Ајде. Ете така, ние прво За гостите емисијата. ги викаме Така. во кујна, Овде а можеш потоа да во Чекај, дневна. ние сме на дистанција, иначе 2 метра. Па дистанцията мора да ја пазиме, корона време е. Така. Меѓутоа, еве, дојде момент да ја правиме маестрално и се надеваме дека, еве, со вакви одлични гости ќе имаме маестрални емисии, како што ни посака. Да имате подобри гости од мене, јас сум за севте добро нека да ви тргне, ако треба да имате баш гости добри, ако сакате да продолжите маестрално, а верувам имате потенцијал, имате енергија, имате жилба, со оглед на целата ситуација, вие сте ентузијасти и тоа ме радува и ви посакувам баш да успеете. Благодариме. Ја спомнавме пандемијата, короната, да веќе се случи и стана веќе дел од нас. Меѓутоа, еве, како професор, бидејќи верувам дека во оваа ситуација која сме моментално, октомври месец, веќе учениците ќе започнат, односно веќе ги имате оние први контакти. Кој е твоето мислење во однос на работите? Дали веќе стануваме попаметни, односно ќе излеземе попаметни во оваа ситуација, поинтелигентни до сега, она што беше? Тажна почетна, нели, одложена учебна година, сите го почувствувавме тоа. Интересно е што и ние им недостасуваме на децата. Знаете, на децата обично ученици едва и чекаат да завршат. Меѓутоа и на нив им недостасува тој жив однос со нас, учителите. Работите кога ќе ги изгубиме, сваќаме Тогаш, колку ни биле колку значајни. ни недостасуваат. Да не се залажуваме, сите сме свесни дека нема ништо подобро од во живо настап. 45 минути со ученици во училница, очен контакт, вежбање реторички И карање, па и и смеење. карање. Јас секогаш кажам на сега ми недостасува училница која мириса на пот од растрчани деца и џагор, нека бидат издодевни. Енергијата. Само да ги слушнам. Ова е малку стерилно, хибридно комуницирање со нив. Финки веќе се зафати и се нафати, нели, и тоа беше за доцнето во старт, нели, доцневме со поради проблемите, нели, законските за доцнето формирање на влада, сето тоа се одложи. Да направи програма универзална, значи унифицирана за сите Како платформа. образовни Така, институции за националната, цела да. Македонија, која ќе ја прифатиме и добивме исто за задача, ние добивме наставниците за домашно цела Македонија по една наставна единица да интерпретираме преку PowerPoint презентации 15 минутни излагање. Сега колку ќе се прифати тоа од страна на нас професорите исто така е малку Времето ќе покаже. дискутабилно затоа што има многу кои се скептични, не сакат сите пред камера,
Како е процентуалното? Повеќе сакаат онлайн или физички од професорите? Мислам дека сме поделени. Исто како и учениците. Секој наставник сака да биде со учениците во живо или во настава, меѓутоа постои доза на страв. Короната вирус за жал постои, колку да има луѓе скептични кои мислат дека не постои или короната прогласуваме за мртва, тоа се нели паушални верувања. Докторите се сведоци, за жал. Професијата и фелата која најмногу настрада и ја секојаш јавно им симнам капа. Ние професорите се заштитивме навреме, од 11 март сме дома заштитени како бели мечки. Во зимски сон. Апсолутно, имаме комуникација со децата, но не е тоа. Не бевме подготвени, еве барем за себе кажам, се беше импровизација, но сега мислам дека ќе стартуваме малку поквалитетно и пажно. Ја дадов еден предлог уште пред 2,5 месеци, спонтано, онака без некоја умисла, да одиме ние наставниците во училишта, значи влегуваме во училница, ние веќе имаме, Корчаген веќе има распоред на часови, според распоредот влегуваш во училницата која е празна, но отворена за оние деца кои да речеме немаат компјутер, нивните родители, тие самите сакаат децата да доаѓаат во физички, да направиме таква некоја без оглед што е можеби отежната таа комбинирана настава. Во исто време или треба да зборуваш пред монитор и да им се обраќаш на децата, па маска вадиш или преку визри да те слушаат, но така сметам дека нема во оптимален број да дојдат сите, нема да дојдат 36 деца, туку ќе дојдат први 1, 2, 5, 6, па постепено кога ќе се окуражат сите да почнат да ја полнат училницата. Мерките за безбедност, за предпазливост, да не повторувам дека треба основни хигиенски навики да постојат, да функционираат училиштата, носење маски, сето тоа е Како беше на пред ковид, јас и пред ковид миев раце. Да, и претходно миев, да, не. Или он уште поинтересно кога нели на швеѓаните, скандинавците им кажа добро веќе не мора нели таа дистанца од 3 метра, они вика фала Богу, сега можеме да се вратиме на 5 метра, што претходно биле, значи доста веќе пован. Така да тоа беше едно размислување да можеме да понудиме, затоа што немаат сите компјутери и можност да работат. Да, кажав и на почетокот, некако кога објавуваш на социјалните мрежи како да ги предвидуваш работите, можеби и ќе се оствари оваа твоја стратегија. Да, далеку сум да предвидувам, ја да сум толку бистра. Добро, не ти наоѓам нова професија. Да, можеби нешто така ќе ти дојде, како велат, спонтано да го кажеш. Да. Разумно што се вели да размислуваш. Инаку знаат и децата од школа кога ги гледаат ретроактивно представите, мюзликите, драмската секција, нели кажа професорки како да предвидев тоа, нели со тие скечови све, меѓутоа тоа не предвидев ја, туку сите оние книги прочитани извираат од мене. Тоа веќе некаде прочитано, веќе некој го кажал, ја ништо ниту измислив, ниту кажав, ја само знаев да ги спојам тие работи, нели да ги пренесам на децата. Така, колку ти фали, еве спомна дека сепак оној момент што е во училниците најмногу можеби ти фали, меѓутоа познате си по театарските представи, оно што го правите. Колку фали таа дружба, иако во ова ситуација тоа е апсолутно недозволиво, бидејќи се работи за Тоа најмногу фали. Тим. Веројатно тоа најмногу ти фали, да, бидејќи голема бројка на деца. Ликови кои се појавуваат, се спомнавме пред снимањето и дури до 60 на. Представите се мегаломански, по 200 деца се пријавуваат. Тебе втора љубов ти е драматургијата, така? Па не можам да кажам, јас сум Или аматер. Мене прва љубов ми се децата. Кога ќе видиш дека имаш деца талентирани, тогаш се прилагодиш на тие деца. Јас пред Корчаген постојано кажам бе во Димитар Влахов, деца кои се знаете, колешки перфектни во својата професија. Еве сега моментално доаѓам на контент од Даниел Николовски, бивши нели Влаховец, кои се исто креативни деца и таму каде што се наоѓаш децата да се инспирација. И тоа е буквално на аматерско дружење, меѓутоа тие дружења многу деца отидоа на ФДО од Корчаген. Многу ми фали, значи баш ми фали на нив им недостасува, затоа што тие дружења во саботите беа онака надвор од оние стереотипни, шаблонизирани предавања, спонтани, каде што децата се пронаоѓаа. Последната представа беше по повод 55 години од Корчаген. Колку време ја спремавте, ја подготвувавте? Па спремавме од септември, почнавме спремаме затоа што беше патронат еден. За самиот крај, еве, како би ги мотивирала оние кои моментално не следат од оваа возраст да, еве, пополека се враќаат мили учениците во училиштата, меѓутоа што е она што ти би го понела кај нив, односно би ги предизвикала, еве, овие токму ова, да речам, за вистинска професија да добијат понатака во животот? Оно што им треба на сите нив и на сите нас во овие моменти е здрава храна, здрав пијалок коктел. Обично викам на децата не мешајте алкохол. Нема да пиете кога нек служи, нема да пиете. Ако веќе морате да пиете, не мешајте алкохол. Ама ако мешајте да пиете коктел. Јас вчера употребив таа фраза, вели не им се меша кафе со млеко, алкохол со вода или нели
сечен пијалок и љубов со брак. Да. Така да, освен здрава храна, она што е многу важно за децата, јас сум приврзаник да почне да се стратешки да се јаде здрава храна, значи оброци кои се овошје, зеленчук, оние што ги викаат сега популарни шејкови, Да, смути. наместо чизбургери, помфрет, да се јакне имунитетот, еве видовме зумба, значи играње, танцување, спорт, спортска активност, така, на некој начин. И култура, ништо без добра музика, добра книга, концерт, нека биде и вие скрим како ги викате лајв филхармонија, значи може да се гледа. Македонија е богата, значи Македонија е исклучително богата земја со културно наследство и луѓе кои да уживаш, значи маестрално имаме буквално маестрални луѓе во нашата поднебие кои може да се слушаат и децата да се насочат на нив, а не да слушаат турбо, фолк и сето тоа. Туку она што го имаме наше автентично да го негуваат. Многу ми беше драго што си прва гостинка во Маестрално и што отворивме некои работи кои што се суштински за иднината на оние кои што веруваат во подобро утре. Ќе го има утрето, ќе биде подобро, ќе светне повторно денот над Македонија, ќе се избориме со ова и посакувам добро здравје на сите кои на било кој начин може би ги чепнала, ги допрала короната, но сигурно сум дека ќе отидеме во некои поздрави и посветли времења. Ти благодарам на прекрасниот разговор. Исто ја.